Pam se këtë javë, thuaj se të tërën, do t'ua përkushtojmë fëmijëve, do t'ua përkushtojmë një vëmendje të veçantë, edhe pse fëmijët në fakt janë pasuria jonë më e madhe. Sot I kemi përfaqësuesen e ambasadës së fëmijëve, dhe fëmijët e kanë base një ambasadë të tyre për të gjithë juve që nuk e keni ditur, është ambasada e fëmijëve në fakt me Gjashi. Me ne do t'jetë Katerina Koneska. Mirëmëngjesi, dobro utro, dobro një dojde. Katerina. Dobreve najdo. Me ne gjithashtu do t'jetë edhe Ajrie Daci, drejtoresha e qerdhes publike Breshia nga Dibra. Sot do t'kalojmë pak më tej, do t'arrim në Dibër. Mirëmëngjesi zonë, mirë se na erdhët dhe juve. Znači, od početka na gledačite prvim sigurna sam дека ги интересира што во суштина детската амбасада. Дали е како сите други амбасади светски што ги имаме тука или тоа е сосема нешто друго? Да. Првата детска амбасада во светот Меѓаши, тоа е полниот назив. Самиот назив кажува дека е поразлично од оние другите, значи амбасади на државите. Станува збор за амбасада на најбројната популација во светот, можеме слободно да кажеме, тоа е популацијата, значи на децата. Првата детска амбасада во светот Меѓаши е основана на 29 април 1992 година, што значи веќе полни 22 години работи на заштитата на правата на децата. Главната мисија е промовирање на правата на децата, застапување на нивните права, како и лобирање до соодветните државни институции да направат одредени измени и дополни на политиките и стратегиите кои што ги донесуваат, се со цел да изградиме еден подобар свет за децата. Тоа го правиме преку различни активности, различни сервиси кои што ги нудиме, па така во детската амбасада Меѓаш има директни сервиси за помош и поддршка на децата. СОС телефонот за деца и млади, бесплатна линија од Тихоум 0800 1 22 22, отворена секој работен ден од 8 до 16 часот за сите дечиња, како и за сите, значи за нивните родители, за сите останати кои што сакаат да бидат повеќе информирани за детските права или да пријават некое прекрашување на детските права. Тука е бесплатната правна служба, имаме дневен центар за деца кои што не одат во училиште. Исто така спроведуваме и други програми. Тоа е програма имаме за мировно образование, каде што се работи со учениците од средните училишта. Имаме програма, скратениот назив е Председе, меѓутоа да, затоа и токму тоа е Председе програмата ќе биде во нашиот фокус. Тоа е посебна програма за децата од порана возраст. Туку пред да почнеме со Председе програмата, мене ме интересира уште една работа. Дали децава, нашите деца, но и родителите се запознаени дека имаат институција, организација како што е Меѓаши, каде што можат на некој начин да ги видат, да ги имат на увид нивните права и колку се заинтересирани нивните права секогаш да бидат на прво место. Децата и родителите, нашите истражувања покажуваат дека се повеќе се запознаени со детската амбасада Меѓаши. Оваа недела е детската недела, како што знаете, ние уште од минатата недела веќе имаме посета од страна на група на дечиња од училиште или дури имаме и од градинка кои што доаѓаат за да се запознаат повеќе со детските права. Од тука значи поминуваат една едукативна работилница за детските права, кои посетуваат просторијата каде што се наоѓа СОС телефонот. Детската амбасада Меѓаши СОС телефонот се исто така во учебниците за запознавање на општеството, мислам дека се вика предметот во трето оделение, каде што веќе се запознаваат поблиску со детската амбасада Меѓаши. И уште еден податок кој што ни говори дека се запознаени, ние направивме едно истражување во 2009 година со поддршка на Брима Галуп и истражувањето покажа дека СОС телефонот 0800 1 22 22 е втор по препознаеност кај децата веднаш после бројот на полицијата, што значи децата и родителите го препознаваат бројот и добиваме јавувања по тука нели и детската амбасада Меѓаши.
Саме потикна на уште едно прашање пред да премине на програмата Пресид. Ме интересира што најмногу се јавуваат на телефонот, доколку имаш информации? Да, имаме такви податоци. Секоја година правиме анализа и статистика на јавувањата и податоците говорат дека насилството е најмногу застапено при пријавите, при дојавувањата кои што ги добиваме кај нас, или различен вид на насилство. Имаме семејно насилство, да, пота насилство на улица, кое што се јавува, значи насилство од страна на возрастните кон децата, меѓутоа значи има и повици каде што имаме насилство кое што се случува меѓу децата. Меѓутоа, оно што сакаме да го истакнеме и да поттикнеме дека иако телефонот е пред се наменет за децата, сепак повеќе ни се јавуваат возрастни на бројот, со тоа што ние работиме и на тоа да го промовираме телефонот, да биде поблизок до децата, за да се јавуваат, затоа што и главната намена и функција е за тоа, да биде достапен пред се на децата. Имаме, значи, јавување од страна на децата, меѓутоа, јавувањата кои што доаѓаат од нивна страна повеќе се однесуваат за оние така наречени детски или тинејџерски проблеми со кои што се соочуваат, одредени љубовни прашања и слично. И за тоа прашу? Има и за тоа, да. Значи совети бараат, сигурно. Да, бараат, да, понекогаш како во одредена ситуација да постапат, меѓутоа, за жал, оние, значи, кои што ги споменав, насилството, злоупотребата и сексуалната злоупотреба, за жал имаме и такви случаи кои што се пријавуваат, за жал велам дека постојат, меѓутоа ние ги охрабруваме сите оние кои што имаат било каква информација да не молчат за тоа, да го пријават за да може, значи, да се казне соодветно сторител и да се работи. Како постапувате после пријавите што ќе ги дојдат? Да, во зависност, значи, од типот на пријавата. Ако станува збор, значи, за увек каде што е потребна психосоцијална помош и поддршка, колегите кои што работат, имаме психолози кои што работат во таа служба, разговараат директно или дали со децата, дали со родителите или со нивното пошироко семејство. Доколку станува збор за дојави кои што потребно да бидат разрешени од страна на државните институции, затоа што тие се надлежни за таа проблематика, ние веднаш ги проследуваме, дали да се работи тоа за Министерството за внатрешни работи, дали е Центарот за социјални работи или е Народниот правобранител, затоа што имаме и честа комуникација со работи со Народниот правобранител, да, каде што ги информираме по тој случај, меѓутоа ги повикуваме нели да постапат и не застанува работата на детската амбасада меѓаш и тука. Ние секогаш ги повикуваме и очекуваме од нив да дадат повратен одговор до нас за тоа како постапиле и дали е постапено во најдобар интерес на детето. Одговорите кои што ги добиваме потоа ги сублимираме, ги анализираме и изготвуваме алтернативен извештај за состојбата за правата на децата, кој што понатаму се презентира, секој, значи има 4 години, се презентира пред Комитетот за правата на детето во Женева, каде што даваме одредени препораки за тоа каква е состојбата со правата на децата во Република Македонија и што треба да се направи за да таа состојба се подобри. Да преминеме на главното, тука е затоа и госпоѓа Ајрија, директорката на градинката Брешија во Дебар. Вие во последно време имавте една интересна програма, тоа е Преседе програмата. Преседе програмата ми изгледаше малку поинтересна, зашто не се со нејзе опфатени само институции внатре во Македонија, туку таа повеќе изгледа како регионална. Јас сепак би ја нарекла програма, да се навратиме на ова. Вие имате и други програми, и други активности што сте ги преземале во последно време. Така, да, има и други, меѓутоа нели поводот за кој што гостуваме денеска кај вас е токму таа програма. Тоа е партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа, па од тука и доаѓа нели таа тој скратен назив Преседа. Добро, значи сте забележале, станува збор за регионална програма во која што се вклучени неколку држави од регионот. Носител на програмата е невладината организација Помош деци од Србија. Вклучени се балканските сончогледи од Косово, партнери за децата од Албанија, Центарот за граѓански иницијативи од Хрватска, раните години од Северна Ирска и секако од Република Македонија. Зошто? Зошто ова програма вака би изгледала и зошто и Македонија би била опфатена? Сепак се работи за земји, освен тука
за Албанија, ние можеме да го речеме тоа, за земји каде што навистина им требаше помирување. Така, значи станува збор за мултикултурни општества и не случајно е нели оваа комбинација од земји направена, затоа што Северна Ирска, ја споменавме и раните години, е вклучена како организација која што споделува дел од своите искуства со нас. Господјата Дачи ќе може и подоцна повеќе да каже околу тоа на кој начин, значи кои методи тие ги споделија со нас, значи со земјите од Балканскиот регион. Станува збор, како што споменав, за мултикултурни општества и главната цел на оваа програма е да се изградат и да се зајакнат мрежи од граѓански организации, од предучилишни и училишни установи, кои што ќе помогнат во развивање на социјални политики, кои што ќе овозможат работа со најмалите деца, оние значи на предучилишна возраст, во делот на почитување и прифаќање на разликите и градење на еден позитивен однос и став кон сите оние кои што се поразлични од нив, односно од нас, затоа што самата програма може слободно да кажам дека е процес, односно процес на кој што се изградува културата на градење на мир, кој што опфаќа не само на заштита од војна и непостоење на воени конфликти, туку опфаќа многу повеќе во себе, односно опфаќа да се има свесност за потребите на другите, почитување на потребите на другите, социјалната правда и слично. Сега да ја оставиме малку време и на госпогата Ајре. Zonjaria, ajo që më bëri përshtypje para se të fillojmë bisedën, para se të futemi në temë, dua një informacion, me që të kemi këtu ty, më thej që është refishuar madje numri i fëmijëve në kopshtin e Dibrës, është një informacion shumë i mirë, duke marrë parasysh se gjithmonë kur është fjala për Dibrën, flasim se Dibra ka filluar boshadise, të rinjt ikin shumë e më shumë nga Dibra, por një e dhënë që ma treguar nga 80 në thuajse 300 fëmijë që janë në kopshtin e Dibrës, tani nuk është ashtu një pasqyrë. Dua vetëm pak të ndalemi këtu e të vazhdojmë me preset programin. Së pari ju përshëndes dhe ju falenderoj për ftesën që na bët dhe na jep një mundësin që nëpërmjet emisionit tuaj të shprehim dhe të tregojmë të gjithë aktivitetet të cilat kryhen në kopshtin e fëmijëve. Kur flitet për fëmijën, dije që kemi ndjenjën edhe fëmin qenjen më delikate, më të dashur, më të çmueshme në duar, prandaj dhe duhet t'i kushtojmë një kujdes shumë të madh në rritjen dhe zhvillimin e drejtë të tyre. Në kohën e fundit janë vetë djesuar të gjithë prindërit e ri edhe qytetarët që qëndrimi i fëmijës në kopsht ka ndikon shumë pozitivisht edhe në rritje dhe zhvillim të tyre. Sidomos kohën e fundit, siç ju thash edhe ju tregova që kemi rritje të numrit të fëmijëve në kopsht. Kjo është një kënaqësi e madhe për Dibrën, për qytetin dhe për të gjithë ne. Përveç Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale, e cila i ka kushtuar tash viteve të fundit rëndësi të madhe zhvillimit të hershëm të fëmijëve, një ndërta është edhe ambasada e fëmijëve Megjashi, të cilën këtu publikisht dua ta falenderoj, që jemi ndër të parët që na kyçi në këtë projekt dhe i falenderoj me gjithë zemër që jemi pjesë e këtij pilot projekti. Breshia, Qerdhja është pjesë e projektit, janë edhe institucione të tjera të kësaj natyre pjesë e këtij projekti. Pse ndodhi që pikërisht Qerdhja e Dibrës, Qerdhja publike e Dibrës, Breshia, të jetë pjesë e projektit Presede, unë prapë ndonjëherë gaboj dhe emrin, rëndësia është që t'i përkushtohemi këtij projekti, pse është pjesë, si ndodhi që t'i jeni pjesë dhe cilat janë ato të mira që ju i përfituat nga ky program? Sipas analizave të bëra nga ambasada e fëmijëve Megjashi, ishin të përfshira 4 kopshte të para, të cilat janë
të përzira me nacionalitetet të ndryshme. Kishim kopshtin Sërniçka të aerodromit me nacionalitet me fëmijë Maqedon, kishim të përfshirë Dibrën me nacionalitet shqiptar, vetëm një grup të vetëm e kemi bilingual Shqip-Macedonisht që është mozaik, kishim pastaj të përfshirë edhe Berovën që janë etnikisht të pastër, Maqedon, edhe kishim Kumanovën që është multietnik, turq, shqiptar, rom, të përfshirë. Kështu që në bazë të projektit i cili u implementua në për këto kopshte, edhe dolen edhe rezultatet e këtij projekti, ku mund të them që jemi shumë të kënaqur, pasi që dim që fëmijët që në moshën 3 deri në 6 vjet ndeshen me ndryshimet e para te pala tjetër. Për shembull, ndryshim në gjini, në religion, në komb, kështu që edhe ndryshimet fizike, në kultur, edhe fizike që posedon fëmija. Këtu bëheshte fjalë më shumë edhe për fëmijët me aftësi të kufizuara, ku nëpërmjet programit Presede, ne së bashku me një grup që jemi të përfshirë në këtë projekt, përfaqësues nga Shqipëria, Kosova, Serbia, siç i ceku më parë, ishim edhe në trajnim dhe në përpunëtori edhe në Zagreb, ku atje i përfitum edhe përvojat e para se si do ta implementojmë ne në këtë projekt në kopshtet tona. Si filluat me implementimin e projektit? Si u zbatuan hapat e parë lidhur me këtë projekt? Si i përballët fëmijët me kultura të ndryshme? Jo, shumë mirë i përballëm. Së pari duheshte që të mbajmë një mbledhje me prindërit dhe prindërit do na jepnin leje. A kishin diçka kundër prindërit? Jo, të gjithë me dëshirë pranuan, edhe nënshkruan marrëveshje që fëmijët e tyre të jenë pjesë e këtij projekti. Përfshim 2 grupe të fëmijëve, që nga mosha 3 deri në 6 vjet, erdhën psikolog dhe pedagog nga ambasada e fëmijëve, ku bën së pari edhe testimin e fëmijëve me pyetje të ndryshme rreth fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe ndryshimeve të cilat ata i kanë. Faktikisht e gjithë kjo është nëpërmjet kutive që kemi të ndryshimeve. Në to janë të palosura të gjitha ndryshime, duke filluar që nga fëmijët që janë në karrocë, fëmijë të verbër, fëmijë të racave të ndryshme, e kështu që në aktivitete të ndryshme, me 4 aktivitete përfunduam edhe këtë projekt, mendoj me sukses, edhe të gjithë fëmijët i pranuan. Dim që fëmija tregon të drejtën dhe realitetin, kështu që në çdo grup që ka një fëmijë me aftësi të kufizuara, të parët janë të gjithë ata që i ndihmojnë atij fëmije në kuzhinë, në lojë, në vizita në qytet, kudo do ta ketë ndihmën e fëmijës. A u mësuan të njohin shumë lehtë njëri tjetrin? Po. Sidomos në Dibër nuk kemi probleme nacionale në ndryshim të kombit, të nacionalitetit shqiptar, Maqedon, respektojmë fenë të njëri tjetrit. Edhe fëmijët nuk hasëm fëmijë të cilët nuk përpos disave që nuk kishin dëshirë të komunikojnë, ose ti tregojnë emocionet e veta, çka ata ndjejnë, apo duan, apo nuk duan të lozin me këto fëmijë. Ние со госпогата малку повеќе се навративме на целата програма како функционираше. Ме интересира надвор од Дебар. Рече госпогата дека и во Берово истото со градинката се работеше, во други градови, што некаде во неколку градови со чиста етничка припадност. Ме интересира, Катерина, да позборуваме за тоа како беше во другите градови прифатене, дали ги мешавте децата? Зашто тука не се работи само за националност, тука се работи за вера, тука се работи и за децата за култура, и за децата со посебни потреби, што тоа е најбитното сега во моментов, кога е детето со посебни потреби, веќе се руши.
Да, како што спомене јас малку и нешто сватив, за што говоревте. 8 градинки се вклучени досега во програмата, со тоа што сега ја прошируваме програмата и ќе бидат вклучени 10 градинки во Република Македонија, со тоа што во овие првите 8 во 4 градинки се имплементираше хрватски модел на прирачник, кој што токму се однесува на прифаќање на различностите од аспект на прифаќање на дечињата со посебни образовни потреби, а во други 4 градинки е така наречениот меѓународен модел, односно меѓународен прирачник за работа со деца кои што доаѓаат од конфликтни и постконфликтни средини. Тоа е модел кој што е земен токму од Северна Ирска, каде што се работи со персонализирани кукли, односно на куклите им се дава личност и таа кукла, со таа кукла работат децата во воспитувачите, значи работат со децата во групата и тоа се со цел така направено за да може да не се детенце кое што се представува дека доаѓа од една средина, да колку се случи да има такво друго детенце во групата, да не биде дополнително стигматизирано и слично, првие со куклите, да биде прифатено, значи како некој нивно другарче во групата. Идејата на како се однесуваа со куклите? Така, мислам дека ги прифатија, децата ги прифатија куклите, барем затоа што ние правевме пред евалуација, пред да започне, господја Таерија од самите почетоци вклучена и градинката Брешија, пред евалуација, пред да започне имплементацијата на прирачниците и после, значи прво 3 месеци се имплементира и после имплементацијата за да видиме значи какви ефекти имало тоа и она што го добивме како резултат, како и размената значи од разговорите со воспитувачите кои што директно работат со децата, дека децата навистина добро ги прифатиле куклите, со тоа што имаме дури јавување од она друга група на градинки која што не беше вклучена нели да работи со овој метод, да не прашуваат дали може и тие да добијат по еден пакет од тие кукли за да може да ги вклучат како метод на работа со децата. Инаку, пошто ме прашавте нели како е тоа прифатено, мислам дека е добро прифатено. Ние моментално ги анализираме резултатите од овие пред евалуацијата и пост евалуацијата, ќе видиме значи какви ќе бидат, меѓутоа првичните податоци говорат дека се забележани благи ефекти со тоа што поради тоа што програмата ќе продолжи во следниот период, како што споменав во новите градинки кои што ќе се вклучат, се надеваме дека ќе бидат ефектите видливи и идејата е ние понатаму здравје нели да направиме прирачник кој што ќе биде за македонски услови заедно со помош нели на воспитувачите кои што се вклучени директно во работата со децата, да ги споделат нивните искуства, нели секако стручњаци и експерти кои што работат во оваа област. Инаку акцентот се става на тоа да се како останатите да ги прифатат оние што се поразлични по било кој основ, а не значи обратниот случај како поразличните да се интегрираат во општеството. Значи пристапот е поинаков, како останатите да ги прифатат оние што се поразлични по било кој основ, затоа што ние сите сме различни на ваков или онаков начин. Дали се случи тоа што градинката од Дебар, на пример, децата од градинката од Дебар да се сретнат со децата од градинката од Берома? Јас колку што имате тоа во планина? Јас колку што знам, тие соработуваат и посетуваат. Да, господја Дачи баш пред да влеземе во студиото ми спомена дека се на посета во градинката во Тетово, дека соработуваат и со други градинки меѓу себе, да. Фамијата така си реагува. Шум мир, ѓато ја со фамијаве џдо вите ке ми бър традит ќе të shkojmë në përkopshte të tjera dhe të organizojmë lojra pa kufi. Vjet mysafir në Dibër kishim fëmijët nga Struga, nga Tetova edhe të Dibrës, ku përgatitëm lojra të ndryshme, garuse, mirë po me një qëllim të njëjtë që fitues të janë të gjithë fëmijët. Pasi që u përkushtohemi të drejtave të fëmijëve dhe konventës të drejtave të fëmijëve, qëllimi i përbashkët ishte që të gjithë të jemi fitues. Si vjetë kemi ftesë nga drejtoresha e Tetovë, zonja Ramie Dauti, që ne me 30 fëmijë nga Dibra do të shkojmë, mirë po këtë herë do t'i kushtohemi rëndësi punëtorive, jo lojrave pa kufi, diçka më ndryshe që edhe interesi i fëmijëve të jetë më i madh. Kemi projektin
kopshti i perimeve në kopsht, kështu që gjatë javës së fëmijëve do të bëjmë mbjellje të luleve, punim kollash me lule, do të pastrojnë oborin në një mënyrë dhe të vetëdijson edhe për të tretë. Edhe të vënë kontakt fëmijët, komunikim njëri me tjetrin, të njihen me moshatar të qytetit tjetër, edhe kështu me radhë. Ashtë me lekt, fëmijët ta njohin njëri tjetrin, i vas kjo prašem isto to, da li je polesno decata da se zapoznat među sebe vo ta predškolska возраст, kako što je slučaj? Da li zato tokmu ova grupa na deca gi zemavte predvid? Të fillojmë me juve. Kemi moshë të kombinuar, si që u thash, 3 dhe 6 vjeçar. Në varësi prej fëmijut, ndjenjës së fëmijëve, ka fëmijë të cilët adaptohen me njerë me takimin e parë që binë në kontakt me fëmijë. Mirë po kemi rastet fëmijë që janë më të tërhekur dhe janë më emocionalisht, më të ndjeshëm, te ata ka pak probleme. Mirë po aty luan rol edukatoria me metoda dhe format e saj e cila përdor për komunikim dhe për shoqërim të fëmijëve mund t'ja arrijë dhe t'i dalë rezultatit, kështu që në fund të kenë zakonisht loja është e para i cila i lidh fëmijët. Edhe në çdo plan program tash që është e paraparë me zhvillim të hershëm të fëmijës, në rend të parë në kohën e grupit është loja, mësim nëpërmjet lojës. Këtu kemi edhe shoqërimin e fëmijës, edhe njohjen e fëmijës me njëri tjetrin, edhe kam lojra të ndryshme ku fëmija tregon personalitetin e vetë, tregon për vetveten, kush është, nga vjen, sa vjeçar është, dëshirat e kështu, kur janë të ulur në grup, mund që edhe të njoftojnë, të njëjtat këto mund t'i zbatojmë edhe te kopshti tjetër, kur të shkojmë dhe të vëmë në kontakt fëmijët, të paktën 4-5 orë që do qëndrojmë atje, të jenë të lumtur dhe të gëzuar të kthehen në dibër. Госпожа Катерина, и тебе сакам истото да те прашам. Дали токму малата возраст, децата секогаш перцепираат се? Значи, се што ќе им послужиш, јас така велам, тоа и го прима. Дали токму поради тоа избравте ова најмалата возраст, за да ги поттикнете да се запознаат меѓу себе? Повторувам, не само етничката, културната, туку да се запознаат и со таа вредност што не е баш исто да не се нормално развија ова општество. Значи, сепак кога си со посебни потреби, се бара повеќе внимание. Во право сте, токму затоа е избрана оваа група на деца, односно деца на предучилишна возраст, затоа што тоа е основата и сршта на развојот на понатамошниот развој на секое дете. Истражувањата покажуваат дека работата со децата уште од најмала возраст секогаш ќе донесе со многу ќе вроди со многу поголем плод и идејата е нели децата да ги запознаат и да ги почитуваат различностите, за да живееме сите утре во едно интегрирано и мултикултурно општество, а свесноста понатаму, кога ќе бидат возрастни луѓе, ќе доведе до тоа да не можат да бидат лесно предмет на одредени манипулации со цел да или од надворешни фактори кои што би сакале да го дезинтегрираат општеството во кое што живееме. Сега јас тука само би сакала да ги споменам и другите градинки кои што се вклучени во оваа програма. Да, тука малку сме тесно и затоа не можевме сите да ги собираме. Меѓутоа и јавно да се заблагодарам за нивната несебична соработка и ентузијазмот кој што постои и кај раководните структури во градинките, како и кај самите воспитувачи кои што директно работат со децата, затоа што председа програмата е составена од 5 компоненти, меѓутоа нели сршта на самата програма е оваа компонента која што се однесува на работа со децата во градинките. Тоа се градинките од Скопје, Срничка од Аеродром и Фидани од Чаир. Вклучена е градинката Младост од Тетово, градинката Ангел Шајче од Куманово, градинката Брешија од Дебар, градинката Јасна Ристевска од Охрид, градинката Детска радост од Струмица, 23 август од Берово. Но планирате ова мрежа да ја проширувате? Да, со уште неколку градинки, градинката од Штип да биде вклучена, градинката од Струга и градинката од
Вевчани, со тоа што ни е драго и што еднаш ќе нагласам за ентузијазмот кој што постои кај воспитувачите кои што работат со децата и нивната подготвеност и соработка за поголеми достигнувања. Јас на крај ќе ве прашувам кои се вашите очекувања, иако вие на некој начин веќе објасните, но поконкретно. Кои се вашите очекувања како детска амбасада, но и кои се очекувањата на градинките? Прави целиот јаното притје е вет институциони туај, që është një institucion që në fakt ju udhëzon fëmijët që nga mosha më e vogël se çfarë do të mund të jenë kur të rriten. Pra, të flasim pak më shumë për pritjet e juaja. Po, tash pritjet janë ne si institucion, së pari dua t'i falemderoj edhe edukatore dhe përkëdhelëset të cilat u përkushtojnë janë në një mënyrë baza, me përkushtim maksimal në edukimin dhe rritjen e fëmijët. Kushtojnë kujdes në zhvillimin e tyre psiqik, socio-emocional, kulturën, traditat, gjithçka në lidhje me shoqërinë që na rrethon, fëmia çdo gjë mëson nga kopshti. Prandaj, puna e edukatores nuk është vlerësuar aq sa duhet në vendin tonë. Edhe njëherë i falemderoj me të madhe, pasi që të gjitha arritjet dhe sukseset i kemi nga edukatorët në grup. Puna e palodhur e tyre na sjell edhe rezultat